Културата, уметноста и традицијата го опишуваат кодот на секој народ и зборуваат за неговото постоење низ вековите, неговата посебност и специфичност. Изминативе години ВМРО ДПМНЕ исклучително посветено работи на зачувување, негување и грижа на македонското културно наследство, како и поддршка на уметноста и творештвото. Еден од најновите реализирани проекти во областа на културата во нашиот град е проектот кој го реализираше Националната установа Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп за непосредна заштита на административната зграда. Овој проект опфаќа поставување на термо- и хидроизолациона заштита, замена на керамидите на зградата во која е сместена институцијата. Истата ја сочинуваат 5 објекти, и тоа депоата со археолошки материјал, зградата каде се наоѓа етнолошкото и историското дело, како и зградата во која е сместено депото на големите керамички експонати, административните простории, постојаната археолошка поставка, библиотеката и постојаната етнолошка поставка. Во тек е обновата на опожарените конаци, изработката и реализацијата на проектите за црквата, трпезаријата, магерницата, магерничкиот конак и камбанаријата во манастирот Трескавец. Реализацијата се одвива според предвидената динамика, а целосната обнова на опожарените конаци е предвидена за 2018 година. Имајќи го во предвид новоизградениот пат до манастирот во должина од 7,5 километри, инвестиција вредна 1,4 милиони евра, овој манастирски комплекс станува значајна содржина за развојот на манастирскиот туризам во Прилеп. Од повеќето проекти кои во целост се завршени, ќе ги споменеме: реконструкцијата на источниот конак на манастирскиот комплекс Свети Архангел Михаел во Варош, реконструкцијата на манастирскиот комплекс Свето Преображение село Зрзе, како и патот кој води до манастирот и е во должина од 8 километри, инвестиција вредна 80 милиони денари. Со ова манастирот доби голем број на посетители, а верниците уште едно место каде го наоѓаат својот спокој. Завршена е и реконструкцијата на покривите од црквите Свети Никола и Свети Димитрија во Варош, при што е направена целосна замена на подпокривната подлога. Во црквата Свети Никола, манастир Маријово, завршена е конзервацијата на фреско живописот, како и конструктивното зајакнување на темелите. Изграден е и локалниот пат од село Лениште до манастирот Света Петка во вредност од 6,6 милиони денари, каде претходно беше пуштен во употреба и водоводот во манастирот. Проекти кои со гордост сведочат за посветеното работење на ВМРО ДПМНЕ во областа на културата се: реконструкција на участакот, конзервација и реставрација на сааткулата во Прилеп и реставрацијата на куќата на Бектешовци. Реконструирана е големата сала во Центарот за култура Марко Цетенков во Прилеп, при што е извршена замена на подот, претапацирање на повеќе од 600 седишта, нова сцена и нов систем на затоплување. Во библиотеката Борка Талески заменет е инвентарот и реновирана е големата читална. Отворена е подрачната библиотека во селото Тополчане. После долги години започна да функционира новото кино Мис Тон. Изградени се спомен обележја на Методија Антонов Ченто, прилепските бранители Карпалак, Кузман Јосифовски Питу, Ѓорче Петров, Блаже Конески, Круме Кепески, Итар Пео и Крал Марко. Во насока на поблиско запознавање на туристите кои поминуваат низ Прилеп со нашата историја и култура, оформена е нова археолошка поставка во рамките на Националната установа Завод за заштита на спомениците и културата и музеј Прилеп. Таа опфаќа околу 1000 артефакти од археолошките локалитети во Прилеп и Прилепско: Стибера, Врбјанска чука, Трештена стена, Сламите, Горно село, Трпчева црква и Маркови кули. Со тоа градот Прилеп доби уште една туристичка атракција. Исто така, на градскиот плоштад е отворена и сувенирница. Почитувани сограѓани,
Реализираните проекти сведочат за нашето работење, како што археолошките ископини сведочат за нашите корени и историја. Продолжуваме да ги заштитуваме цврстите темели на нашата држава и да градиме подобра иднина за сите нас. Македонија постои низ вековите и Македонија ќе ги одгледа нашите поколенија. На 11 декември заеднички ќе покажеме дека нашиот народ е непокорен и цврсто ќе застане во одбрана на унитарноста на нашата држава.